ќе гласаш. Не може онде да гласа. Па не може таму гледам цирка. Циркам си јас. Сакаш јавно да гласаш? Ајде јавно гласај. Јавно ќе гласам улице. Еве јавно пред сите камери кажете кој може да се свиѓа намерата на таа камера. Кој нарушува? Ајде, повелете камери. Кирил Спирос председател на Скутот не гласаше, само да знаеш. Ајде. Не, тие го одзимаш правото. Ама тие го одзимате правото тајно да гласа. Затоа, ако е она трудна да гласа јавно, пред колку камери има тука? 20? Ајде. А ти си тука, да знаеш. Ни Кирил не мира. Кирил си отиде и Ти си одговорен. ти го потичуваш за писник. Добре, зашо он цела избирачка комисија што седи овде е одговорна ако она гласа јавно. Вие го подпишувате записникот, да знаете дека цела одговорност е кај вас. Први се превртува таму кај што е од вас. Мене ми е јасно дека вие не знаете што ви се деси. Дека она ќе гласа и вака дека стои таму дека си го заокружи ливчата. Како гласаш? Јес! Само со тебе ќе успееме. Така е Јуница, гордост наша. Не, јас давам предлог да застанеме позади нејзе како поддршка. Тоа нема да ти се признае, но јас само кажувам дека ливчето на јавно гласање ќе биде ништовно. Не ја лажи. Одговорноста за такви избори ја сносат тие што ќе подпишат записник. Кај е третиот член на Ја комисијата? превзимаме одговорноста, ве молам сега. Ја превзимате да преземаш, не си Дали сте сите камери дека превзимате одговорноста? Океј, има и Зане Ковалич, колку тоа. Гласете, Не си президент. Јас се чуваме. Колку излезеност? Не знам зашо не гласате. Како изборна комисија со двајца или тројца треба да има? Кај е Они третиот? презимаат одговорност за све. А третиот си отида со моторот да се повози. Може со двајца. Некомплетна изборна комисија. Некомплетна Може изборна ја да комисија, седнам нарушување на права на глас, на таен глас, облепена кутија кај што не се гледа колку гласови имало од Сабајле, вие не сакавте преска ми го дадете тој податок. Тоа значи дека вие се спремате во оваа кутија да ставите повеќе ливчиња одошто луѓе кои што излегле да гласаат. Што патем не е во рамките на законите на Република Македонија. А тоа што ви дале насока од СПУКМ и тие ќе си превземат одговорност. Ако слободно гласате мене. Дички, абе до сега сте биле на избори? Сте виделе дали се обликани кутиите или не? Не сакам слободно, ама сакаш, они ти го нарушуваат правото тајно да гласаш, ја не. Они не си обезбедиле параван. И сега јас се обидувам ти да си гласаш, ама тајно. Ма Кирил Спироски председател на Скутот не гласаше, си отиде кога виде дека Ако ти си болна да заокружиш јавно, ама не сакаме ни тие вакви камери, ни глупости. Денеска да немаше избори, немаше ни камери, ни никој да се нервира, ни ти да доаѓаш да се мрцвариш на 55 степени до факултет и такви работи. Ни дечкова да превзима одговорност за нелегално работење. Ништо немаше тоа да се случи. Ама ете се случува. Сега повели глас. Каква одговорност презимаш? Па затоа што ти го нарушува твоето право тајно да гласаш за студентски лидер. Пошто ти имаш право, не знам дали знаеш, тајно да гласаш. Значи тоа стои сегде. Студентот ваljda знае дека има право Очигледно не штом дошла да гласа денеска, очигледно не. Чим гласа направен, мора да е отправен. Мора да е отправен. Епа, значи знаеш дека имаш право на тајно гласање. Уставно полагаше? Положи? Право. Затоа знаеш дека имаш право на таен глас. Пошто овдека немаш таен глас, јас те замолам, ја не те ускратувам, ти ако сакаш јавно да гласаш, слободно. Ама пред 20 камери одговорност. Ама пред 20 камери не си ти одговорна, они ќе се одговорни. Не, ти не си одговорна. Ти може само единствено морално да си одговорна, пошто си го продала своето право, ама тоа е ствар што нема ја да ти судам ниту не. Затоа овие дечкиве еве си превземаат одговорност, слободно гласат. Никој не те спречува. Ќе видиш првата. Еве, ако сакаш од нова тебе, ќе се потргнат малце за тука да гласаш. Ова треба да се пенкала за гласање. Ова треба да е параванот кај што на гласа. Еј, Кирил Спироски не гласа. Или тој импровизирање Значи, така, ова е параванот, овде седи изборната комисија. Ние знаеме дека има 6 ливчиња внатре и дека моментално резултатот е 3-3. Ја прашувам цела јавност, како ние знаеме дека внатре ливчињата се 3-3 резултат. Кирил Спироски. Еве, не преудицирам ништо, прашувам. Како го знаеме резултатот? Не знаат резултат, не го коректира, дај да ве молам сега. Добро, окей, ајде повели гласа. Еве, ја ти отстапувам, просто повели гласа. Да, ова е параванот. Ама тоа е параванот. Тоа е параванот. Ова е параванот. Изборната комисија
решила дека ова е параван. Застанете двајцата да не Замисли гледаме. дека има тука Одговорот кој го добив од СПУКМ беше дека Државната изборна комисија немала паравани за да им прати. Во тој случај, вие сте требале поради технички причини да ги суспендирате изборите, бидејќи немате начин да обезбедите елементарно право на студентите да даден глас. И вие тоа не сте го направили. Затоа те замолувам, ако сакаш, повели ова ти е параванот, гласај. Ајде, сега. Толку дојде да ајде, чекаме да гласаш, ајде. Аплаузот за изборната комисија која што си превзима одговорност за ова. Не, ајде чекаат друго. Значи на ФЗФЗ. Не. Чекаме колешката да ја спочитуваме да гласа. Ајде са толку камери дошле, гласај се. Ако не гласаш, ще мога прати до ливчето. Да, пошто не може да земеш. Го прати ливчето? Нема да гласаш. Колешката нема да гласа, а вие јавно што кажавте дека си превзимате одговорност, ќе се сносите одговорност за ова денес. А дички, како тоа ливчињата немаат реден број? Имаат. Ама не немаат реден број гласачкото ливче под кој број? Да. Они мора да имаат реден Кај број. е печатот на ливчето? Да се обратиме спукам. Каде е печатот? Ама дали знаеш дека ти денеска си во името на спукам тука пошто си член на изборна Ти ги комисија? спроведуваш изборите на правен сега да дадам факултет. изјава, молам, бе. Кој те номинираше Целот тебе за да изборна спроведуваш комисија. избори денеска? Кој те номинираше тебе? Спукам? Ти дадоа насоки спукам? Да, ти дадоа? Па не ти кажаа дека ливчево треба да има печат? Пошто ова ливче, ја можем дома да се испечатам и до пат да си направам паралелни избори. На кој сакам. Значи можам да си ги ставам кој сакам да би бидат еве го ливчето. Еве. Ова на избирачко ливче ви личи вас? Сега. Не, нели? Пошто вие овде ја не гледам што е ова. Ова е лого што можам од интернет да го симнем. Не сум морал? Како? Ја би Не. сум морал да Никош не сум морам ја, посебно кога станува збор за фалсификување на боља на студенти. Значи овдека стои лого што ја можам да го симнам од интернет. Кај сакам, така? И ова треба да се вика гласачко ливче. Не ми е јасно мене ова. Како е печат каде? Од кај знам колку души гласаа, ќе ми кажете? Колку души гласа? Едноставно прашање. Колку луѓе од Сабајле излегоа и ја Не можам остварија да ви својата... дадам таква информација. Не сте Сите ливчиња, кои што се... Како не сум надлежни, Сте надлежни. Епа кој е надлежен? Спуким е надлежен. Спуким е надлежен. Спуким кој што не обезбедил ни параван, ставил 2 пенкала од страна и има ливчиња овде во кои што е нарушен принципот на таен глас. Значи сите овие што се внатре ливчиња сте ништовни. Првенствено заради гласачкото ливче. Ова гласачко ливче, вие, ја не знам, имаш документ да ми покажеш дека си член на избирачка комисија? Немаш? Не, немам потреба. Немаш потреба? Не, има потреба, сериозна потреба има. Кога се сомневам у гласачкото ливче, ми покажеш документ. Ве молам, обратете се до службите и ќе... Кои служби? Ти си дел од службата, бе, колега, ти си дел од изборна комисија. Кај да се обратам? Ти ќе кажеш нешто, кај да се добро си, може да ми дадеш? Кажи бе Кико нешто брат. Не, легитимација дај ми, дека тебе некој ти дал да бидеш дел од избирачки округ. Противно, ако не ни покажате ништо. Значи, вие, чекајте, значи, драги медиуми, вака се одвиваат прилика работава. Они си седнале и они си така, луѓе случајни. И си испечатиле дома ливчиња и викаа дека спроведуваат избори. Ја затвориле кутијата, Ја параван. кутијата на која што патам ја вчера дознав дека секој може од ДИК да поднесе парање да земе кутија. Значи они си поднале парање, се задолжиле за кутија и сега као си спроведуваат изборите.